Роковите течат, фашистичките имиња на бугарските клубови си стојат. За 3 недели, односно на 16 февруари, истекува рокот во кој клубовите Ванчо Михајлов и Цар Борис III мора да ги сменат имињата или ќе им следува клучна врата. Председателите на двата клуба, Љупчо Ѓоргиевски и Томе Блажевски, не кажуваат дали имаат намера да ги спроведат одредбите од законот за здруженија и фондации. Доколку не ги сменат имињата, министерот за правда, по мислење на новоформирана комисија, може да побара од Централниот регистар да бидат избришани овие здруженија. Никола Тупанчевски вели, комисијата е формирана и наскоро ќе заседава. Откако ние ќе добиеме првично како Министерство за правда документ или обраќање дека тие си е завршиле работата во однос на некој прашање кој да е, дали се работи за Цар Борис или за некое друго здружение, тогаш Министерството за правда врз основа на своите ингеренции ќе постапи по барањето што е доставено до нас. Министерот не одговори дали дефинитивно ќе бара бришење на клубовите со имиња на познати фашистички соработници, кои предизвикаа гнев во јавноста и очигледно представуваат провокација за македонскиот народ. За разлика од него, Османи неколку пати има повторено дека е незадоволен што законот важи ретроактивно, иако и тој смета дека имињата би можеле да бидат толкувани како провокација. Тој дури ги охрабрува бугарите да отвораат што повеќе клубови. Ако мнозинство македонци останат и се чувствуваат навредени поради тоа, дајте да бидеме сензитивни на сензитивноста на луѓето. Ние ги охрабруваме бугарската заедница да се организираат во клубови, да отвараат што повеќе клубови. Интересно е што додека Османи ги охрабрува бугарите во Македонија, очигледно му смета кога македонците во Бугарија се обидуваат да го сторат истото. Во октомври минатата година, уште пред да биде отворен клубот Никола Вапцаров во Благоевград, настојуваше да се истражува кој стои позади тој клуб. Се уште испитувам кој стои позади тој клуб. Така да, затоа треба да се види и овде кој стои позади клубовите, кои што се отвараат, без да се внимава на сензитивноста на одредени прашања, без да се обиде тие клубови да бидат навистина во функција на бугарската заедница овде, кој стои позади клубот на македонска заедница во Република Бугарија. Во меѓувреме нема ништо освен најави за отворање македонски културен центар во Благоевград, каков што има и во Софија, иако премиерот Димитар Ковачевски уште во април минатата година вети дека ќе поднесе барање. Тој пред 2 дена во Штип изјави дека владата се уште немала поднесено такво барање, бидејќи во Бугарија имало техничка влада, па ќе почекале до следните парламентарни избори.